Здраво, јас сум Марко, а ова е најдобриот тркач Иđe. Иđe како се станува тркач? Па како се станува тркач? Мислам дека мора да имате љубов кон колите прво, кон автомобилите. Мислам дека секое дете во раното детство, уште кога се мали, сакаат да играат со колички, така да мислам дека таа е првата љубов кон автомобилите, а после сакате се разбира и брзината, но секако тој склоп собран во себе, мислам ќе ви даде љубов кон брзината во по-раното детство и покасно. Зошто твојата кола има само едно седиште? Па мојата кола има едно седиште, бидејќи сите тркачки автомобили, за разлика од која за кој надпреварување се спремни, имаат по едно седиште, бидејќи сепак не е потребен сувозач, но на рели автомобилите секако дека има уште едно седиште, каде што седи уште еден човек и кој што се вика навигатор и ги кажува кривините кои што следуваат во текот на трката. Колку е брза твојата кола? Па овој автомобил има 350 конски сили, може да развие околу 270-80 км на час и tekako брз автомобил, но морам да кажам дека сум возел и доста побрзи автомобили, но сепак овој автомобилот со кој што настапувам оваа сезона. Каде и како тренираш? Па Марче, кај тренирам? За жал во Македонија нема тркачка патека каде што може да тренираме и да ги учиме нашите вештини, сето тоа мора да го правиме на тркачките патеки надвор од нашата држава, како што се Hungaroring, Монца, патеки на кои што возат Формула 1 надпреварите, така да се снаоѓам како знам и умеам, но сепак сега за сега тој тренинг ми оди добро. Возиш ли брзо на улица? Па би излажал ако кажам дека возам брзо, апсолутно сум еден примерен возач кој што ги почитува правилата и знаците во сообраќајот, не знам, она кај што треба да возаме тркачките патеки, таму и се докажувам и препорака до сите што учествуваат во сообраќајот да бидат внимателни, да ги почитуваат сообраќајните знаци и сообраќајната култура. Благодарам Иđe, јас сум Марко во Мини Вести.